Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив во денешните околу 75 минути. Општина Ресен ја посети амбасадорот на Народна република Кина Џанг Цуо. По втор пат означен почетокот на изградба на автопатот Тетово-Гостивар. Синоќа во Домот на културата Илјо Антески Смок се одржа големата премиера на документарниот филм Талија. Со колешката Маја Блажевска разговаравме со Сашо Серафимовски, автор на овој документарец посветен на Тетовскиот театар. Фудбалскиот клуб Тетекс во Бараш надпревар успеа да го задржи второлигашкиот статус. За проблемите и перспективите на клубот разговаравме со тренерот на ФК Тетекс Љупчо Марковски Калц, поранешен капитен на Вардар и македонската фудбалска репрезентација. Женскиот фудбалски клуб Љуботено Тетово со двојна круна. По освојување на Купот на Македонија, тетовки станаа и нови шампиони. А за самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, еве во предпразненството на големиот христијански празник, слегувањето на Светиот Дух врз апостолите или народски познато како Духовден, Светата Божја црква се спомнува за сите порано упокоени оци и браќа наши, како овде, така и насекаде низ светот. Народски, овој ден го нарекуваме задушница ден, кога сите ги поседуваме вечните живеалишта на нашите порано починати оци и браќа наши. И токму денес е последен ден од големиот великденски празник, Великден, и е последен ден од вознесувањето или спасовден на нашиот Бог и Спасител. И на овој ден посебно во црковните песни пееме за благодата на Светиот Дух, кој е Дух Свети што го славиме и кој го молиме да се всели во нас. Тоа е Духот Свети, е третото лице на Светата Тројца. Животот на Бога и неговата суштина се недостижни за човечкиот разум. Од Светото Писмо знаеме и од зборовите на самиот наш Господ и Спасител Исус Христос дека постои Бог Отец, Бог Син и Бог Свет Дух и дека тие се сепак еден тројчен Бог. Во ова веруваа и денес веруваат сите православни христијани. За да се објаснат како три лица во Светата Тројца се, како да се објаснат трите лица на Светата Тројца дека се еден Бог, богословците прибегнуваат кон некои споредби. Еве што вели словенскиот просветител Светиот Кирил Филозоф, братот на Свети Методи, кој го празнувавме минатата недела. Богот Отец вели, Богот Син и Бог Свет Дух се три лица иако се едно суштество. Тој вели, погледнете на сонцето. Тоа е на небото поставено како слика на Света Тројца. Во него се сите елементи: кругот, светлината и топлината. Исто така е и со Светата Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух. Кругот на сонцето е слика на Бог Отецот, оти како што кругот нема ниту почеток, ниту крај, така и Бог е безпочетен и безкраен. И како што од сончевиот круг произлегува светлината и топлината, така и од Бог Отецот се раѓа Синот
и произлегува Духот Свети. Светлината која произлегува од сонцето и осветлува се што е под небото е слика на Бог Синот, кој е роден од Отецот и кој со своето Евангелие го просветлува целиот свет. А сончевата топлина, која заедно со светлината произлегува од истиот круг, е слична на Бог, Духот Свети, кој предвечно произлегува од Отецот. И така, ако го разгледаме сонцето, ќе ја познаеме Пресветата Тројца. Сонцето е составено од три елементи: круг, светлина и топлина. Па сепак не е тоа три сонца, иако секој од неговите елементи има посебни својства. Едно е кругот, друго е светлината, а трето е топлината. Кој може да рече дека постојат три сонца? Така е и Светата Тројца, иако има три лица, Отец, Син и Свет Дух, и покрај сето тоа по божество се не представуваат три Бога, туку еден Бог. Светата Тројца е еднобитна и неразделна. Духот Свети и дава живот на црквата и излева Божја благодат над христијаните. Даровите на Светиот Дух ние ги добиваме преку светите тајни од раѓањето до смртта. Но за да добиеме благодат на Светиот Дух, најнапред треба да бидеме достојни за тоа. Треба да го следиме примерот на апостолите, кои на денот на Педесетница и во многу други денови се собираа и преку сесрдна молитва беа постојано во врска со својот учител, нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Ако и ние почесто се собираме на заедничка молитва, и нашите души ќе станат достојни храмови на Светиот Дух. Затоа Спасителот вели: каде што се двајца или тројца собрани во Мое име, таму сум и јас помеѓу нив. Како што на апостолите на денот на Светата Педесетница се излеа даровите на Светиот Дух, така и на нас по срдечната молитва ќе се излее благодата на Светиот Дух и ќе се исполнат нашите срца, за да дадат плодови на Светиот Дух, кој со својот светот духовно се храни. А плодот на Духот Свети е прво љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кротоста и воздржливоста. И љубовта, и мирот, и милоста се Божи дарови. Човештвото и денес нема доволно љубов, мир и милост и нема желба да ги измоли од Бога. Тоа мисли дека само со земни средства може да ги облагороди луѓето и да ги принуди на меѓусебна љубов и да живеат во мир. Божите дарови можеме да ги добиеме само од Бога. Затоа постојано треба да се молиме, а особено ете и денес и утре кога на колена во молитвите читаме да не лишува од своите благодатни дарови нашиот Бог и Спасител, туку да не освети и да ни дарува моќ сите ние да носиме плодови на Светиот Дух, а посебно првиот и најважен плод – љубовта кон Бога и љубовта кон луѓето и љубовта кон меѓу сите нас. Затоа оваа прилика сакам да искористам да апелирам сите во името на љубовта кон нашите ближни да не ги заборават порано починатите отци и браќа наши. Денес сите заедно да се помолиме за нашиот Бог и Спасител да ги прими нивните благородни души таму каде што почиваат праведниците. А утре на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот сите да се помолиме на нашиот Бог и Спасител и на Мајката Божја да ни ги дарува, да ни го испрати Светиот Дух врз нас со сите негови дарови, за да може да поживееме и овде на земјата во мир и љубов и слога, а и со тоа да го наследиме и Царството Божје, кое нашиот Бог и Спасител ни го вети, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Општина Ресен беше посетена од амбасадорот на Народна република Кина Џанг Цуо, како и директорите и представниците на Институтот Конфучи. На средбата амбасадорот беше запознаен со положбата и убавините на Преспанскиот регион, како и со производите на јаболко во Преспа. Се разговараше и за можностите за продлабочување на соработката со Народна република Кина, како и за идни средби, конференции и семинари. На средбата се потпише и меморандум за соработка помеѓу Општина Ресен и Институтот Конфучи, кој работи во состав на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Меморандумот опфаќа изучување на кинескиот јазик, литература и култура. Со потпишување на овој меморандум заедно со директорите професор доктор Владко Стоилков и професор доктор Дијао Веј се започна соработка помеѓу Општина Ресен и Народна република Кина, потврдувајќи ја заедничката заложба и интерес за унапредување на взаемната соработка во многу области од општествениот живот, пишува на својот Facebook профил градоначалникот на Општина Ресен Јован Тозиевски. Ако грб ти сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се, исприши ги солзите, кога иде крај нас се, немаш сили повеќе, и тогаш не заборави и да добри денови. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Некој те разочара, пријател или роднина,
misli i na gore pogledni, ima Gospod, gleda se i misli dobro za tebe. Nastavi za ljubav, nastavi za sreća, nastavi za sekoj den. Život odeden i to i ne vreden, ako nego živeš. Nastavi za ljubav, nastavi za sreća, nastavi za sekoj den. Život odeden i to i ne vreden, ako nego živeš. Nastavi za ljubav, nastavi za sreća, nastavi za sekoj den. Život odeden i to i ne vreden, ako nego živeš. Nastavi za ljubav, nastavi za sreća, nastavi za sekoj den. Život odeden i to i ne vreden, ako nego živeš, ako nego živeš. Првиот подпредседател на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми дадоа изјави по повод почнување со геометричките испитувања на почвата за изградба на автопатот Тетово-Гостивар. Тие во непосредна близина на патарината кај Тетово разговараа со инженерите на Бехтел и Енка околу процесот на испитување како дел од подготвителните работи за изградба на новите коловозни ленти на автопатот. Со потпишувањето на договорот за коридорот 8 и коридорот 10, ние неколку пати рековме дека почнуваме со нов концепт на градба на нашите патишта. Истовремено почнуваме со 4 главни активности на градба на коридорот 8 и на коридорот 10. Од денес почнуваме со геометрички испитувања, паралелно ќе одиме со проектирање, паралелно одиме со подготвување на елаборати за експроприација и паралелно одиме со мобилизација на градба. Во моментот кога ќе имаме експроприрана дел од трасата и проектирање, веднаш ќе започнеме со градба на коридорот 8, изјави Ејуп Рустеми, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Првиот подпредседател на владата и министер за политички систем, воедно и координатор за изградба на автопатиштата Артан Груби, по разговор со инженерите истакна дека геометричките испитувања ќе значат ископување со машина на длабочина од 6 до 7 метри на секои 100 метри на трасата до струга за да се утврди составот на земјата и постапката понатаму. Сега каде што сме ќе се гради страничен пат на автопатот, постоечкиот автопат Тетово-Гостивар ќе се сруши и ќе се прави нов автопат со по 3 ленти во еден правец, ќе има страничен пат за поврзување со селата, ќе има надвозници и ќе има подвозници, рече Груби. На новинарско прашање колку пари се исплатени досега на Бехтел и Енка, директорот Рустеми рече дека има исплатено 117 милиони евра, за што имале соопштение на денот кога се пуштени тие средства. Ако можете да видите, и сега оваа механизација е од компанија од Македонија. Значи сите активности што се одвиваат сега се ангажирани компании од Македонија и сите во наредниот период ќе бидат ангажирани и сите наши служби што ги имаме во Република Македонија, рече Рустеми. Se ispejani, gorki solzi
солза падна последна, ама срце не се предава. Клетва сега давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Клетва сега давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Синоќа во Домот на културата Илјо Антески смок во Тетово се одржа големата премиера на документарниот филм Талија. Со колешката Маја Блажевска разговаравме со Сашо Серафимовски, автор на овој документарец посветен на Тетовскиот театар. Тоа е документарен филм Талија кој што обработува, односно се концентрира на театарскиот живот у Тетово од кој уопште е почнат. Значи 1898 година. Тоа е информација Тоа практично појдимензионално нели Сале. Тетовското театро као театро, та ќе го викале порано, е постаро на пример од 70% градови во Америка. Сега го правиме реално муаве. Информација за првата представа одиграна 1998 година доаѓа од руките од устата, тоест па и од руките на нашиот миленик господин професор доктор Бранислав Светозаревиќ. Кај што е подкрепена и со фотографија. Шкрапнал некој. Ги шкрапнал људиве дури игра на у дворов у куќа. И се води као официјална прва представа одиграна у Тетово под наслов Тројца зето и една нееста. Комедија нормално. Добро. И од тога и вика Бране као да некако провејува тој дух. Тај ден данаска тетовци уште го поштува мајтапот највише. Што би рекли у Тетово паре дам, некого зафркнем ако треба. Ќе платим само да зафркнем. Тач. Та ќе да 125 години праја годинава, тоа е еден озбилен јубилеј
и мислим дека е стварно еден озбилен јубилеј. 125 години. 125 години, нели со одредени некои одредени паузе, нели ипак имало и Балканска војна, имало Да, Све имало, и све се по живо и нешто. диво, тоа се нели како што би рекол Ристановски у филмот поради недостатоци на концепт кој што се темелеле врз разноразни околности, ајде да го цитирам. Да. Меѓутоа одма после тоа преоѓа на отварањето на тие друштва као што се на пример Бинички, друштвото или Антески смок, од кај што влеча они кадри кои што биле испраќани по градови низ Европа и тогаш Европа. Да, и тогаш на СХС. Ама тетовци тогашни за разлика од овие данашниве учеле и се враќале назад. Виде. И Да. тоа што го научиле Го го применуеле овде. применуеле овде. Затоа смо ние две класе, без да ме свати некој погрешно, меѓутоа што се тиче уметност, Подоле и од театар тога. поготово, не, сега тога смо биле две класе од останатите градови. А, кои у Македонија? Па и од Скопје смо биле две класе тогаш. Да? Да, па Што затоа исто го потврдува некој затоа што види се Бранислав Нушиќ го успоставил Македонски народен театар 30 година. Да. Као прв директор, да, значи претходно може имало некој 1930. 1930. Може претходно имало некој театарски живот. Меѓутоа Да. нема ја барем од тоа што сум истражил, нема официализирано се. Може има, може ја не сум нашол. Меѓутоа зборот ми е се враќале назад, го постигнале тоа што го постигнале. Тогашните ентузијасти, на пример као еден Петре Прличко да дојде да работи тето, сигурно имало зошто. Значи, сигурно не било случајно. Со групата Боем, кои што доаѓале да работаа у Тетово, седел цела зима овде ги испремал представете у хотел Јадран, јадел ќуте, го апселе, меѓутоа го правил тоа. А преку лето го стоел. Целата таја, да не навлагам у детали, значи тоа е сериозна историја. Ја морам да се захвалим еве јавно и Тие на се од тие истории за да се видимо кои смо и кај смо биле. Да, нема после влие малку на данашниве дека луѓе. историјата почне од некого, од било кого. Не. И да Кој да е? и да се свесни свите чинители од последниве 50 години што наследиле, у што биле дел И што успеале да растуре. и што успеле да растурат. За Се жал. може некого тоа ќе здоволи, може нема да здоволи, меѓутоа документарниот филм као категорија се базира врз фактографија, Да. факти, а не врз Рекла, кажала, чула, не дослушала. па да и врз нечива фантазија. Извини. Филмот обработува, завршува комплетно со работата 2022 година и на театарски план и као филм е финиширан. Последната активност која што беше забележана на театарски план у Тетово и таа е стајана у филмот. Да. Што ќе каже дека е период уште од античко време, ми ги објаснуваме тие аналогии, ги влечемо одредени како е тој духот на таа наша почуена тетовска менада од 6 сантима, дали можда нешто влијае, дали не влијае. Голем дел од, односно еден дел од тие што са дел од учесниците у филмот не се више помеѓу живите. Значи ја морам да ги спомнем, одамна не са помеѓу живите Ацо Ганстер, Ацо Гуштер, Панче Камџик, Панта Николиќ. Од овие сега што пред известно време не напуштија Да, синот на Панта стварно Николиќ, беше. Миодраг Николиќ Панта, па после легендарниот македонски театролог, еве што имав шанса, може и меѓу последните у неговиот живот да го снимим, Ристо Стефановски, Мирчо Кочовски Джинле, кој што нели Бранко Ѓеко. Билјана Јаневска, релативно младата која што почина мислим 2013 Да. година на 25 година, значи исто има одредена посвета на крајот филмот и за нега. Тоа се луѓе, Бошко Јовановски Пипа, да не го забравам, од човекот кој што никад не погледал театарска представа, бил у театар. Значи, зборот ми е, тоа се луѓе кои што не напуштија у одреден временски период од 2016 па наваму, да речем, поготово последниве што ги спомнав. Последниве многу Значи, у од релативно Пипа, краток па период. Матопанта, па Джинле, па Ѓеко. За жал сега, тоа е животот. Ама записот останува за све. записот не? останува за секојаш и тоа се луѓе кои што јас сум сигурен дека вечерва ќе духот, барем ако ништо друго ќе биде Ќе присутен. биде туе, да. Да, сметрам дека ова годинава сега, барем за македонскиот дел од публиката, е еден можда и најсериозниот настан до овој датум. Да, Што е, и ја би сакал да тоа вечер биде една фул сала, затоа што ипак и поклон кога ја примате треба да бидете присутни на истиот. Да. Па ќе речем, тој што не го гледаше танец, не знае кој е, а не знае кој е ка македонец.
Овие тоа што нема да го види ова вечерва, овие па нема да го знае придонесот на тетово, тетовчани и тие што биле у оваве у склоп на театарот од неговото почнување до данаска, нема да знае што значил театарот у Тетово за Македонија, па и да биде горди. Да. И колку е битен театарот како Па добро, еве ќе Дали завршим за со целокупната живење, да. Ќе завршим со една мисла од еден човек што имаше прилика да дојде на ланската мини премиера, интимната премиера, да биде дел, и човек кој што не е од театарот, меѓутоа имаше желба, се јави и дојде, Да. го сместивмо, сакаше да гледа. Кој заврши филмот, човекот, значи, никад у животов нема нити изиграно нешто, ниту, ама Да. љубител е на театар, као гледаш, си доаѓа редовно и вика, после овија филм, не можем да си дозволим у животов да не присуствувам на било која следеќа представа што се прави. Затоа што ова што вие го кажавте вечерва на филмов, јас сум него вез. Да. И за неговата тежина, и за луѓите кои што биле, и за као дел, ајде да се изразим така, тоа се популарно е, дел од културното наследство, нели? Да. Значи, благе везе немал човеков дека како се правело тоа, че луѓето многу им е лесно, ќе купа карта, ќе седнат, ќе изгледаа представа, ќе прокоментираа, некому се свиѓала, некому не, да. Без разлика и тоа завршува, никој не го знае процесот, никој не ги знаел проблемите, што ние можда сме ги збореле јавно, меѓутоа тоа биле малку кој чул, кој не чул. Добро, ова е малку подетален. Кого допира, кого не. Увид у светоа. Одека се опфатени и проблеми што се имало, кои се немало ова што го имамо сега. Па и Да. факторите и времињата Да, кои бе, што да. значи Тоа легендарно многу, драмско многу. студио 69-та година, кој е директен наследник на Градскиот народен театар, директен наследник, значи тоа го покажува и сите документи и све ова не е некоја наша се фасцинација, Да. па ми го презентирамо. Свите тогашни чинители се соочуеле и биле проблем на политички пазар. Не знам зошто. Тој пазар продолжува и понатаму Апсолутно. да те надополни. Не прекинал. Не прекинал. Меѓутоа не знам зашто, ните институционализирано, било, сега више Не е. ните моќно, нит има паре, нешто валјда друго има. Не знам што е тоа. Покушав да Па вајде размислам на таа улогата тема, што не ја можем има да. Еве у самото данаска, општество. 5 години го работавме филмот, значи 5 години ако ги тргнеме онја две непандемиски што Да. што спречуе ја. Првата клапа е акната 2015 година. Значи 5 години се работаше најголем дел на постпродукција и истражување и у тие 5 години ја никако не можем да сватим која е таја Влијанието моќ или енергија на тоа легендарно драмско студио кое што некому му засмета сака да го скине, некому му треба сака да го дигне. Го кажал ова Војдан Чернодрински, да не биде работава брат, од главата си патиме. Нели, со све ова што го кажа до сега, ние стварно од главата си патиме, Да. ове. Нема друго објаснение. Па нема друго Останава објаснение. една шака јада што како да речем сега се труди да уште остае некој трак и се остава за волја на вистината ваков или онаков трак е трак. Блед или појак, небитно, историјата. здивнавмо. Па да. Па зашо? Историјата си го кажува своето понатамо и вие Да. без разлика кој да дојде од страна или се формира нови национални установи или институција, публиката го кажува последниот збор. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година.
Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Спорт. Фудбалскиот клуб Тетекс со бараш надпревар успеа да го задржи второлигашкиот статус во Македонската лига. За проблемите и перспективите на клубот разговаравме со тренерот на ФК Тетекс Љупчо Марковски Калц, поранешен капитен на Вардар и на македонската фудбалска репрезентација. Значи, како што најавив, а пошто е пола тетовчанец Љупчо Марковски, не мора да му преведуем, а, Љупчо? Да, па се разбираме 100%. Нели? 200% разбирање. Да. Вака, значи, Тетекс остана у втора лига, што е многу битно. Што би рекол ти, никој не би се нафатил со минус 7 бода за да остане у лига, да го земе, да го води. Прво да те прашам, имавте ли среќа у ждреб? Уствари, прво да честитам што останавте у втора лига. Да. Имавте среќа у ждребов или не? Па прво да се заблагодарам на честитките. Па сега реално спекулации разни, тие се добри, овие се слаби, овие се вакви и такви, но конкретно никој не можеше да предпостави како и што. Она што е добро, што ние верувавме у себе дека сме поквалитетни од сите екипи, и она што испадна, ама само по заслуга на играчите доле на терен, што дадовме максимум и го победивме овој тим. Интересно е што сите останати екипи, вклучувајќи и оваа што ја победивме, значи беа испратени од градоначалници, беа испратени како сериозни екипи, дека после влегување во втора лига. Вие од најубаите бевте, бе, Љупчо, испратени од навијачи, бе. Да, не, па тоа викам, изеда е баксуса кој ти испрати градоначалник. Сите што ги испратија, сите испадна. Градоначалници што ги испратија, ги испадна ја? Да, и баража за прва лига исто, што беше и овдека, и така да може да се каже, сега предпоставка е дека, но мислам дека поквалитетни бевме многу од сите. Добро, по резултатот од овие, ја одека по Тетово прашуе, викам, што екипа са тие Осогово, вика, ако излезе од кафич на време са бољи, а ако не излезе од кафич на време... Не, знаеш што е една интересна со тетовчани. Ако Тетекс победи, тие се никакви. Не, сите вика овие се слаби. А ако изгуби Тетекс, вика како можете од овие да изгубите. Тето е чудна работа. Да. Па јас сум пола, нели, тетовчани. Многу ми е јасно, не ми е мене ново, Не ми е мене ново. Можеше да се избегне баражов? Можеше да се избегне, но во старт кога се договарав јас со луѓето од Тетекс, што ме повика, главна цел беше да се стигне до бараж, зашто и предходно беше у старт некоја неостварлива мисија, затоа што Тетекс имаше 7 бода. Например, ние поминавме Локомотива кој имаше 10-12 бода повеќе од нас. И сега знаеш како што се приближуваме, апетитите растат, можеш и директно, можеш и да се испадне директно. Можеше и да се испадне директно. Јас им кажам тамо на луѓето од клубот дека кога им кажав на пријателите мои што се од спортски овде оквири, бивши фудбалери, легенди фудбалски, дека идам у Тетово, они ми викаат по пат тргни, ама не си ти вика за Тетово, него последната населба вика кај Ѓорче десно, тамо да се останеш вика. Кој се нафаќа вика на 7 бода да оди вика тамо, ама тоа е тоа. Добра екипа и тамо од управата, луѓето околу, навијачите нема збор, значи од прв момент со нас војводи, мораше сите коцки да се уклопат за да се стигне до. Сабајлево го видов Стојмир Урошевиќ, Цоле. Цоле? Да, му викам Цоле, еве се спасија, вика се спасија, супер тоа. И го постави клучното прашање. Шо понатаму? Шо понатаму? Ќе останеш Љупчо у Тетекс? Па, мислам јас со луѓето што е председателов и директорот, двајцата Болбановци, изгледа до името е Болбана, изгледа стрекна. Да.
Бобан Вучевски, Бобан Мишовски, значи голема желба да се остане. Ама јас и кога доаѓав тамо, исто во разговор им кажав дека да не се потегнеме сега од Скопје, има и 10 играчи и се да правиме ако клубот нема цврста основа. Значи да се застане. Сега со нив во разговор дека се ќе направат, значи ова никогаш да не се повтори пак, значи Тетекс прво да изгради една стабилна второлигашка екипа, дека они што викаат ќе се растрчамо сега и на вистина многу направија за да се случи ова што се случи. Мислам реално колку што може, мислам се за тетовската јавност може и да е непознато дека фудбалерите стручниот штаб 2 месеци немаат добиено плата. Додека сите клубови плача, не сме зеле, не сме ова, не сме тоа, ние ќутевме, игравме и останавме. Така да имаше помош од навијачите што собира, мислам тоа како премија некој вид, ама онаа плата за што секој е тамо договорен, 2 месеца нема добиено и мислам, ние еднашка не застанавме, верувавме дека, значи тоа е некаде од последниот период со Беса која загубивме, така малце се смени климата, као не сме задоволни, па нема вака, нема резултати и ние ќутевме, изработивме максимално. Така да е и квалитет на екипата што дојде човечки, да кажеме, значи играчи се, квалитет на раководството што правеше надчовечки напори, значи заедно со војводите што наоѓа некои минимални средства и сигурно и источниот штаб тука, Деко, Миле, помошниците мои, ја што не дигнавме ние расно, зашто Тетекс колапс доживеа првиот дел после 10 дена неисплатена плата. Тие што беа претходно се збори играчи дигнаа рачна и останаа на 7 бода. Се збори дека малку помага и женскиот фудбалски клуб Љуботен, точно или не? Па да, они имаат таков концепт, значи од женскиот фудбалски клуб, некои што се стопанственици низ Тетово, имаат тој нивен план. Јас никогаш не сум навлагал у тој финансиски дел, нити е моја работа, и тако беше концептот, значи сите помагаат. Сега тука некој откажал умеѓу време за да се стигне до 7 бода. Тоа што се стигна, да. И пак напорот сите тамо и нема тука дилема, значи само така и можеше да се остане. И направивме подвиг што е равен на чудо, да. Равен на чудо. Кога е првава прозивка? Сега се уште што се вика главите емоции и сега како одма список за играчи со ова, ја викам че ќе да преспиеме малце да видиме. Значи ќе разговараме оваа недела, ќе видиме што и како и првенството да втора лига почнува секогаш, мислам 14-15 август. Добро. Значи, некаде почеток на јули би требало тамо 2-3 да се стартува со подготовки и по ова да се задржи, да кажеме, оваа желба, енергијава, да се искористи овој момент за Тетекс да застане на здрави нозе, затоа што заслужува реално. Знаеш и ти, сме вратучени од млади, тамо сме гледале на... Јас стално викам, мене што ми е криво? Јас повеќе сум го гледал како мал Тетекс, не ми е криво, него фудбал сум засакал таму Тето. Значи со Тет Инглишо, со тебе, со брат ми, со татко ми, на стариот стадион, па влезу прва лига, па сите играчи ги знаеш. Све и така интересно, една средина. Ја тоа им викам, абе, што тетовчани бевте 2 стадиона сте направиле, никаде немате пристап. Тоа е катастрофа. Добро прашање. Јас спорено разговарам секаде. Ние, еве, за да знае јавноста, ние имавме, тоа им викам, ние тренираме, имаме саат и пол термин на спортски. Значи, кога ќе дојде друга екипа, ти викаат, ајде, пријатно. Да, како у балон да си платил 100 денара и играш саат време и тоа Тетекс треба да се избори. Тоа треба да го направи по секоја цена. Исто еднаш ми рече дека убава идеја би било у Брвеница да се игра, например. Па да се постави тамо, само треба една трибина и тамо ќе биде влез во пеколот, нема кој пот да земе тамо, да. У еден момент ми рече дека многу стерилно е да се игра на спортски, нема атмосфера, нема амбиент. Не можеш да го стегнеш противникот. Противникот доаѓа Луна парк, музика се свири, народ си шета и друго е сега ти кога ќе отидеш да играш у како се вика, у Добри дол, кога ќе отидеш у Кичево, се лазрими, трибини, сепак си игра улога теренот и атмосферата околу.
Еве го Така Александар Стефановски од Хонг-Конг се јавува, вика, Да. тоа ти е вика кај МЗТ Скопје, направија нова сала, а нема сала за нив. Па- И поздрав да. вика за Калц. Да, па не, се си носи, ама тука произлегува и што, да кажеме, сито ние што се за Тетекс, јас баш си со разговор со Деко, пошто тука викам 10 години, еве, Тетовчанец нема да игра у прва лига, значајна улога, фудбалер. Што значи тоа? Значи ти не можеш сите играчи да ги носиш од некад. Јас исто кога дојдов таму и со Бобан, директорот реков, јас пресреќен би Колку бил. фудбалери дојдоа со тебе од Скопје? Па со мене дојдоа сега од прилика вака едно 10 фудбалери. Да? Да, ама тие беа фудбалери, тука се направи некоја лажна слика, значи тие фудбалери, пошто зимски природен рок е многу тешко да донесеш играчи што се у форма. Значи Да. сите беа со пауза и ја им кажам анализа, ама фудбалска, не како навијач. Да. Значи овие играчи што дојдоа имаат 10 години пауза во активно играње. Значи сите беа кој година дена не играл, кој не играл 3 години, кој Литка не играл 2 години, други овој, и секој ќе собереш и седо тоа треба да го уклопиш. И сега таа слика беше која сега ние дојдовме 10 играчи и сега Тетекс треба од првиот момент да Да победи. гази све. Да гази, да. А се си дојде, како што викаат за тренерот на Партизан у кошарка, Жејко Обрадовиќ, вика, не му е битно што ќе направи у септември, него у мај што ќе направи, така да полека дојде у мај ние да направиме тоа што треба да направиме. Сега перспективава е па нешто тоа, магловито. Па сега Нешто со као- разговор со Бобан, мислам, јас предходно со Бобан што е директоров на клубов, не, у животот се немаме сретнат. Ама така, човек пон со енергија, он бил и водач на Војводи толку години и се, и значи голема, ја препознав, значи огромна љубов. Јас не верував дека некој може толку да сака клуб и од тие што се околу него Војводи, све дека навистина Па го Војводи сакаат. се родија со Тетекс. Тоа Да, е, па тоа викам, мислам, нема фолирање, може да се препозна. Јас сум у фудбалот 10 години, тој ми 50 години, 40 години сум само со фудбал се бавам. Да, Значи, искрена љубов и тоа највеќе ме привлече. И да дојдам и да останам кога, да кажеме, многу тетовчани дигнаа рака. Дека нема спас, готови смо, ама не смо готови. Да, ама не смо готови. Да. И гледам кај него исто дека многу сака, значи да го направи Тетекс како што треба и верувам дека ќе со таа желба дека ќе успее да го консолидира и да биде Тетекс у старт стабилен второлигаш, од кој ќе зависи горниот дел на табелата, не вака да се дојде у ситуација за борба за гол живот, што се вика. Кај што те гледам тика Бобана си, ваќе не ти треба многу да те кандисаа да останеш уште една година. Не, јас многу сакам средина, еве, јас бев и у работнички, значи пред ова. Да, и у Скопје. Да, ама сосема друга атмосфера. Скопје ми наликува сега вака, исто сме се бореле, ама сакам, значи искрено, прво да веруваат у тие што ги носат. Ти како тренер и како играчи да застанат позади дека резултатите сум сигурен доаѓаат. А исто јас не сакам луѓе фолиранти да се ветуваат авиони, камиони, па после да нема. Него она што е, тоа влагаме и никој никого не остава на цедило. Значи до крај. И кога рекоа дека нема плата, никој не рече се повлекуваме. Има една поговорка добра што стално ми ја кажам на играчите и сега и тука од Тетово, од легендарниот наш тренер Андон Дончевски. Значи таа шампионска генерација на Вардар, која стана првак на која станавме на Југославија, он у кабина ќе влезеше и викаше: "Љупче, ако на 10 лава ставиш магаре да ги води, сите се магариња. Ако на 10 магариња ставиш лав да ги води, сите се лавови." И многу важи. Андон. Ете, тоа е тоа. Значи многу е важно од таму од кај што ќе тргне да нема колебање. Си тргнал, нема назад. Идеме и остваруваме тоа што е договорено. Е некој буџет што е позахтевен ова играње у втора лига? Абе, sky is the limit, ама што е еден нормален буџет за играње у втора лига е нешто, како да кажем сега... Не е нешто неостварливо. Не е нешто, значи има од до. Сега овие што се појавија, да кажеме, гости Варвоската, не е нормално. Значи они
дава и нешто што не треба да дава, ти 50 играча и значи не, за една стабилно играње, значи се прави реален сега реален у ова тешко време кај што се наоѓаат пари, реално, реално да кажеме до 70-80 евра е нешто што би се истерало една сезона. Па да, ете плюс минус еве до 100.000 евра да биде, значи 10.000 евра моја предпоставка, значи тука плати се што треба, играчи се, ама сето тоа со 10.000 евра месечно ќе биде исплатено, направено на време, на ред. Ова некој спонзор. Па, ова беше сега според мене се беше адхок, ова уот. Не, па мора Тетекс да најде некој што ќе застане бар со еден поголем дел. Затоа што луѓето сега што дава лично собствени средства од джеп. И тоа не може да трае. Реално и тие луѓе си имаат фамилии, си имаат дом и сега до некаде идеш, ама не може да заглавиш и да отидеш у неповрат, да. Значи, мислам дека би требало. Мислам и Тетекс си заслужува и градот и луѓето таму, зашто го сакаат Тетекс многу. Јас искрено гледам дека стварно луѓето и што доаѓаат и што се околу клубот и навијачи и све дека Војводи не правиме муабет. Значи, го сакаат клубот. И дека треба исто и сега е малце сите другиве клубови сега таму и тука и Тетекс у неповолна положба зашто имаат многу помош од општините. Значи јас бев у Скопје, сме немало спонзор, ама општината значи ќе помогне за тие основни работи, значи на совет изгласуваат толку пари, па нешто кај што треба да се плати струи, води, терени и тоа е голем дел е олеснителна околност за клубот. Кај што ќе треба Тетекс пуштен низ вода и па тоа е тоа тешкотијата таму. Значи иначе да не правиме муабет за Охрид, за Штип, за колку пари општините им дават, Кавадарци, па ги утепаат пари општините, значи као општински клубови. А Тетекс е сами луѓето се борат таму. И највеќе е тоа што не отстапивме него до крај, зашто реално искрено гледав дека луѓето се борат, што викамо ние у Тетово со душа и со срце. Влеле бе, шубаво го кажа, бе, нели Мајо? Да, со душа и со срце. Види, многу срчано безбори детево, а? Многу ентузијазам, не беше стерилно тоа се као, знаеш, ова, она ти реве. Оја ќе остане у Тетекс. Да, готово. Ова, Љупчо, фала ти многу. Се надевам дека Тетекс ќе изнајде средства, можност, таа цифра ти што га кажа за втора лига и знаеш што, па што не се пресели тебе, нека биде Тетекс фудбалски клуб од општина Брвеница рецимо, па таму така има некоја помош огромна. Да, или у општина Јегуновце рецимо. Па зашто овдека овој градоначалников, ја што го викам што ни е шофер на градов, тој мислим, тој само дрва сече и ове посебно па тоа. Топка е уклучена, малку се комплицира. И он Тетово го препознава као Тетова, разбираш, и таму има проблем, мислим, еден голем, така да. Огромна работа, огромен проблем. Вие сега на пример да бевте Тетекси. Друго е. Подруго малу, нели? Сосема другачка помош. Нели? Клуби фудбалистик Тетекси. Тоа е подруго, брат. Вие сакате Тетекс да бидете, Војводе да биде. Инат да терате. Вие сакате инат да терате, а? Да. Љубинко, фала ти уште еднаш многу, чао, пријатно ми беше мерак, еве и тетовчани да разбера зашто се раскажи у моментот. Јас сам уште еднаш користам прилика, значи благодарност до луѓето у клубот у Тетекс, што изгина, што викаме ние на навијачката група Војводи, на оние што беа, значи играчите доле на терен, стручниот штаб, Чика Перо, економот, сите што помогна и сигурно голем поздрав на сите што срцето е плаво-бело у Тетово, такви се премногу. Тамо следната недела треба да дојдам и да почастам кај вас у студио. Да дојдеш. Те чекам.
Дали пеја македонци со зборој нашински, песна за егејско чедо на Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Родена сум во Кукуш, тирански мачена, нога и рака исековте, очи извадивте. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Името лично македонско не си го менувам, внука сум јас на Гоце, Кукушанецот. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. И за самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио, уште една спортска вест. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово стана првак во женското фудбалско првенство по последното 22 коло, во кое на домашен терен одигра нерешено 1-1 со второпласираната екипа на женскиот фудбалски клуб Каменица од Саса. Тетовските фудбалерки со овој нерешен резултат освоија вкупно 54 бода или 3 повеќе од директните конкурентки женскиот фудбалски клуб Каменица Саса, кои останаа на второто место со 51 бод. Женскиот фудбалски клуб Љуботен поведе во 40-та минута со голот на бразилката Харуми Гоја, додека гостинките израмнија со погодок во 76-та минута. Годинава женскиот фудбалски клуб Љуботен ја освои двојната круна, го освои Купот на Македонија и фудбалското првенство на Македонија, со што ја одбрани титулата од минатата година. Фудбалерките кои ги предводи тренерот Ивица Радоњич на 16 мај го освоија Купот на Македонија со победа над женскиот фудбалски клуб Каменица Саса со 4:0. И тоа би било се што ви подготвив за денес, почитувани слушатели. А за крај, во катчето за најмладите, приказната Како Маша се скарала со перницата. Ви посакувам пријатен ден. Како Маша се скарала со перницата. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Лежала Маша, лежала, но никако да ја фати сон. Те и било топло, те тврдо, те перницата и била висока, те ниска.
Се налутила Маша, та почнала со тупаници да ја удира перницата. Уф, одвратна, дебела, задушлива. А потоа почнала да рита со нозете. Го фрлила кебето на земја и почнала да вика: "И ти тргај се, тешко ќебиште." Ја тргнала и прекривката. "Без тебе ми е поубаво, зашто цело време паѓаш на земја." Се симнала Маша од креветот и тропнала со ногата. "Ми здодеа веќе креветов. Цело време само да се спие. Здодевно е." Ги навлекла папучите и така во долгата ноќница тивко излегла од собата. Гледа, вратата не е заклучена, а низ малото дупче се проврел зрак од месечината, облевајќи го подот. Постојала Маша, послушала. Тивко е. Само славеот во дворот пеел, а од барата му се одзивала жаба. Маша се наежила и внимателно се спуштила по скалите во дворот. "Ах, колку е убаво да не се спие! Ах, колку е убаво да не се спие!" Почнала да скока, таа на едната нога. Потрчала Маша по патеката, а од кукичката се слушнало ржење на кучето Тјавка. "Кој доаѓа?" "Јас сум Маша." "Зошто не спиеш, доцна е?" "Креветот ми е лош, неудобен. Му се налутив и затоа сега не спијам." "Имаш право," рекол Тјавка. "Најдобро е да спиеш во куќаркава. Ке си легнеш на постелата, ке ги свиткаш колената, муцката под опашот и ке почнеш да сонуваш. Ајде, влегувај, додека јас ја чувам куќата, ти поспи си." "Леле, колку интересно," се израдувала Маша. Клекнала на коленици и влегла во куќарката. Се обидела да ги свитка колениците како што правел Тјавка, но не можела. Тврдо и тесно било. Се превртувала Маша, се превртувала, ама не било удобно да се лежи на коленици. Тјавка ја мушнал муцката во куќарката, а во забите држал стара коска. "Еве ти коска," и рекол тој на Маша. "Со неа посладко се спие." "Благодарам, Тјавка," рекла Маша и излегла од куќарката. "Домот ти е многу убав, но не можам да спијам во него." "Ама си пребирлива," се навредил Тјавка. "Никако не може да ти се угоди." Си влегол тој во куќарката, а Маша отрчала во кокошарникот за да види дали кокошката Ријаба снела жолто јајце или не. Минала покрај слезот и тргнала кон полето. Го потргнала резето и ја отворила вратата. Гледа, си седнале кокошките на пратот, се навалиле и спијат. Само Петелот не спиел. Само што ја протнала Маша главата низ дупката, Петко се накострешил и почнал да врти со главата. "Коко, кој е?" прашал тој. "Тивко, Петко, јас сум Маша." "Што сакаш?" строго прашал Петко. "Дојдов, Петко, да видам дали кокошката Ријаба ми снела жолто јајце или не." "Ама си нестрплива," се налутил Петелот. "Секој ден несат бели јајца, а жолти ретко. Оди да спиеш." "Не можам." "Зошто?" Му се налутив на креветот. Многу е неудобен. Никако не може да се заспие на него. Да. Па ајде на пратот," рекол Петелот. "Ке се стесниме, пердувите ке ги распуштиме, очите ке ги затвориш и ке си спиеш до утре. Влези кај нас." Влегла некако Маша во кокошарникот, ги свила ноџињата, ја бутнала главата во плеќите и си седи. Од едната страна ја греела кокошката, а од другата Петелот. И убаво и било, топличко. Задремала Маша, но скоро паднала од пратот. Добро што во кокошарникот била послана слама на подот, па Маша не се удрила многу. "Ах ти," се засмеале кокошките, "поцврсто треба да се држиш." Излегла Маша од кокошарникот и почнала да трча. Си седнала таа на тремот. Гледала на месечината, но не можела да заспие. Одеднаш покрај неа пролетала некоја птица. И оп, и седнала на колениците. Гледа Маша некаква чудна птица. Личи на глувче, но нема опаш, ама затоа имала меки црни крилца. "Добар ден," рекла Маша. "А вие кој сте?"
Јас сум Лилјакот, преку ден спијам на вашиот таван, а навечер летам. Ти зошто не спиеш? Креветот не ми е удобен. Лежам, но никако да заспијам. Да, те разбирам, воздигнал Лилјакот. Да спиеш лежејки е тешко, а уште потешко в кревет. Сакаш да ти помогнам? Сакам, се израдувала Маша. Тогаш дојди со мене на таванот. Лилјакот лесно замавнал со крилјата и полетал кон таванскиот прозорец, а Маша се качила на таванот по рапавите дрвени скали. На таванот, во темниот агол се нишала пајажина, а од прозорецот дувал ладен ветер. Еве мојата спална, рекол Лилјакот и ја подигнал главата. Јас сум голем спанко, сакам да си поспијам. А каде ви е креветот? Прашала Маша. Во тоа е работата, се насмеел Лилјакот. Јас се снаоѓам без кревет. Ах, колку чудесни соништа сонувам. Треба само да се искачиш до покривот, да се закачиш со нозете на оној клинец и да свиснеш со главата надолу. Е па што стоиш? Доаѓај кај мене горе, ќе ти го отстапам мојот омилен клинец. На Маша и текнало како паднала во кокошарникот од пратот и како си го повредила коленцето. Како ќе спијам таму, помислила таа. Со главата надолу, та ќе паднам, ама е неудобно тука. Месечината за последен пат блеснала низ прозорецот и се скрила зад еден облак. Станало сосема темно. Маша се наежила. Кај си? Ја повикал Лилјакот со сонлив глас. Јас веќе заспивам. Маша не одговорила ништо, ами тивко почнала да се симнува по дрвените скали. Таа излегла преку портата и се спуштила кон барата. Жабите од страв престанале да крекаат и скокнале во водата. Старата чапја од страв замавнала со крилјата. Кој е тоа? Се завртела чапјата, замавнала со долгиот нос, но кога ја видела Маша се смирила. Зошто се шеташ и ми ги плашиш жабите? Не ми се спие. Хе, настинато се закашлала чапјата. Јас мислев дека само мене не ми се спие од реумата. Да не си тажна нешто? Не, одговорила Маша. Само ми е здодевно секоја вечер да спијам. Да, здодевно е, знам по себе. Па дојди кај мене во камчињата, ќе се дружиме. Ќе те послужам со жапчиња, а потоа ќе си стоиме заедно во тињата на една нога. Ќе те покријам со крилото. А на ноќницата на Маша се појавила роса и нозете и измрзнале. Се плашам од жаби, рекла таа, а и водата е мокра. Не сакам да спијам во твојата куќа. Уф, каква си, се налутила чапјата. Оди си побргу и без тебе ми е влажно. Маша се завртела. Мокро е и ладно да се спие во жабјата бара, си помислила таа. Ке си одам во постелата под топлото кебе. Многу е убаво, а и перницата е мекичка. Си отишла дома. Се мушнала напрсти во својата спална. Ги кренала од земја кебето и прекривката, ја ставила перницата на своето место и се пикнала во својата мека постела. Потоа почнала да зева и рекла: никој на светов нема поубава постела од мојата. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.